Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Со оглед на здравствено-економската ситуација и борбата против коронавирусот, владата донесе економски мерки за справување со кризата. Оваа е мерка од третиот сет економски мерки за поттикнување на домашната потрошувачка и рестартирање на македонската економија. Целта е заедно да ја зајакнеме македонската економија преку директна финансиска поддршка на граѓаните, кои пак ќе ги потрошат овие пари за купување македонски производи и услуги. Домашната платежна картичка Купувам домашно ќе ја добијат 324.479 граѓани, без аплицирање и без дополнителни трошоци. Тоа се 28 милиони евра за граѓаните, наменети за купување домашни производи и услуги за рестартирање на македонската економија. Помошта ќе стигне секаде каде што е потребно. 9.000 денари им следуваат на невработени лица, активни баратели на работа и приматели на социјална помош кои оствариле нето доход до 180.000 денари во 2019 и нето доход до 60.000 денари од јануари до април 2020 година. Во оваа категорија 115.927 лица еднократно ќе добијат 9.000 денари на платежната картичка. 3.000 денари ќе добијат вработени лица кои за периодот јануари-април 2020 година оствариле доход до 60.000 денари по основна плата и надоместоци на плата во нето износ. Тоа се 117.144 лица кои ќе добијат 3.000 денари на платежната картичка еднократно. 3.000 денари им следуваат и на средношколци во државните училишта и студенти од 16 до 29 години. Станува збор за 87.014 лица кои ќе добијат еднократно 3.000 денари на платежната картичка. Домашна платежна картичка Купувам домашно ќе добијат и 4.394 здравствени работници ангажирани во справување со COVID-19 со средства во висина од 40% од последната основна нето плата. Ние сме социјална држава и солидарно општество и затоа во овие мерки може да се пронајде секој, зашто секој треба и секој ќе добие поддршка. Ветивме дека помошта ќе стигне секаде каде што е потребна. Со домашната платежна картичка ќе се помогне на многу наши сограѓани да ја пребродат оваа здравствено-економска криза предизвикана од коронавирусот. Граѓаните домашната платежна картичка ќе ја добијат на домашна адреса или може да ја подигнат од банката без постапка за аплицирање. Банките на своите интернет страни ќе објават постапката за комуникација со клиентите и начинот на нивната достава на картичките. Ако лицето е постоечки клиент на банката, ќе добие SMS порака кога ќе биде готова картичката и како ќе се подигне. Ако лицето е корисник на финансиска поддршка, нема сметка во банката во која е распределено, банката ќе ја го контактира и ќе го извести за начинот на издавање и доставување на картичката. Граѓаните кои имаат една трансакцијска сметка кај банка издавач на картичката, ќе ја добијат од таа банка. Граѓаните кои имаат две трансакцијски сметки, картичката ќе ја добијат од банката преку која добиваат плата или социјална помош. Граѓаните кои имаат трансакцијска сметка во банка која не е дел од проектот и граѓани кои немаат трансакцијска сметка ќе бидат распределени кај една од банките. На страницата kupuvamdomašno.gov.mk граѓаните ќе можат да проверат дали се корисници на домашната платежна картичка, со внесување на својот матичен број да ја проверат паричната вредност на картичката која им следува и да добијат информација за банката која ќе им ја издаде картичката. За картичката граѓаните нема да имаат никакви трошоци, како надоместоци за издавање, водење и управување до крајот на 2020 година, чланарина за првата година на важност и надоместоци за затварање на сметката на барање на корисникот. Корисникот доколку одлучи може да продолжи да ја користи картичката и по истекот на календарската 2020 година. Граѓаните кои имаат блокирани сметки ќе можат слободно да ја добијат и користат платежната картичка. Домашните платежни картички ќе се издаваат од 18 јули 2020, а искористувањето на средствата од домашните платежни картички ќе важат до 15 август 2020 година. Заедно да ја зајакнеме македонската економија
преку директна финансиска поддршка на граѓаните, кои пак ќе ги потрошат овие пари за купување македонски производи и услуги. Ви благодарам.